Наша денешна гостинка е Наталија Лукомска, која живее и работи во Македонија, а родом ни доаѓа од Полска. Именно таа има голем придонес во книжевноста, во светот на книжевноста, во однос на самите дечиња. Во продолжение ќе слушнеме нешто за животот во Полска, наспроти животот во Македонија, но воедно ќе слушнеме нешто повеќе и за нејзината на вистина макотрпна, но интересна професија воедно. Да и посакаме добро утро. Добро утро. Како изгледа едно типично утро во Полска, како изгледа типично утро во Македонија? Може ли да ја доловиме самата разлика? Па мислам дека нема некоја суштинска разлика, освен тоа што најверојатно малце побрзи ни се утрата, односно малце помалку посветуваме време на тоа утринското кафе, го пиеме малце на брзинка за да стигнеме со сите планови и работи што имаме за начин на живот. Па мислам дека да. Генерално со животот, секојдневието, дали има голема разлика? Па има разлика токму во тоа дека повеќе брзаме. Мислам дека имаме помалку време за себе си и за други луѓе, што мене лично ми пречи и од кога сум овде во Македонија гледам дека тоа е еден важен дел од животот, да посветиме време повеќе на други луѓе и на себе и да имаме време за едно утринско кафе малце подолго да се напиеме. Живеете во Македонија околу 10 години. Како беше самиот процес на учење на македонскиот јазик? Дали представуваше мачно и тешко за вас? Па ја првиот контакт со македонскиот јазик го имав за време на студирањето, затоа што студирав славистика и еден од јазиците ми беше македонски. Тогаш ми се чинеше доста тежок, затоа што не можев да го поврзам со ништо претходно што сум учела. И мислам дека најголема бариера на почеток ми беше кирилицата. Но после кога дојдов тука, нели полека ја совладав и азбуката и почнав да комуницирам и после ми стана полесно. Секако е многу полесно и многу побрзо се учи еден странски јазик кога сме нели во таа средина и принудени сме да функционираме во неа. Дали студентите, вашите колеги на факултет го делеа истото мислење со вас и дали ги имаше многумина кои што беа заинтересирани да го научат македонскиот јазик? Не бевме голема група, мислам дека тогаш бевме околу 10 души и на сите ни беше тежок и малку екзотичен. Имавме одлична лекторка, нели роден говорител, која многу убаво ни го приближи, а исто така ни ја приближи културата и од неа знам за правење ајвар и знам дека ми беше желба кога ќе дојдам во Македонија да учествувам во таа традиција, затоа што толку сликовито ни ја раскажуваше. Дали ова значи дека ајварот ви е омилено македонско јаде? Па може да се каже дека да, едно од омилените, многу сакам ајвар. Дали можеби има разлика во храната? Секако има разлика, значи тоа нели е поради тоа што географски сме многу различни земји, во Полска е поладно и така повеќе јадеме, мислам дека некои корењасти, зеленчуци, немаме толку убави патлиџани, таква северна кујна. Првата ваша илустрација беше во 2019 година. Како започна оваа ваша приказна, односно како започнавте да се занимавате токму со ова? Од секогаш сум цртала, значи уште кога бев мала со татко ми во слободно време цртавме и така се забавувавме едноставно и многу го сакав тој процес, од секогаш сум го сакала. После еден период не цртав, се занимавав со други ствари, студирав и во еден момент, веќе откако работев подолго време, си ја работев нели струката филолог, почувствував дека малце ми треба промена и му се навратив на цртањето и така некако се повеќе и повеќе цртав, решив и да се надградам со владување на некои современи алатки, дигитално цртање и така некако така премина тоа во професија. Како тече самиот процес на илустрација од идејата до самата реализација?
Доста е сложен, не знам дали може тоа да се опише со две реченици, но всушност кога добивам веќе текст, нели, за илустрирање, прво го читам внимателно, си правам некои белешки, за да не ми избегат некои првични мисли и чувства, затоа што тоа првото чувство што го имам кога го читам текстот, мислам дека е пресудно за тоа каква атмосфера ќе им дадам на илустрациите после и едноставно си ја слушам емоцијата, затоа што таа е поидовна точка за целата интерпретација што ја правам преку цртежот. Може ли да напоменеме некои од нив и да напоменеме која е ваша прва илустрација? Прва книга што ја илустрирав е Сонувалко од Сања Михајловиќ Костадиновска во издание на Бегемот. За жал не ја донесов, не знам зошто. И тоа беше навистина многу интересно искуство, затоа што ми беше прва книга, знаев дека ќе се испечати и беше доста возбудлива. Голем предизвик. И голем предизвик и многу бев задоволна и од ефектот и воопшто од тоа дека излеза. Од поновите што ги донесов, од Билјана Црвенковска приказни од Дзунливото море, меѓу друго книгата која што сега баш влезе во тесен круг на 20 книги на роман на годината, за наградата на роман на годината. Книга за млади, која што опишува многу важна тема на тоа како едно младо момче мора да се справува со околината во школото и како на кој начин да се охрабри за да оди понатаму во животот. Една од мои омилени книги исто од поновата, од Николина Андова Шопова, Најмалиот џин Џуџо и најголемото џуџе Џино. За една интересна ситуација и тема која што всушност на сите ни е позната, односно надпреварување и споредување со другите и дали тоа е добро за нас или не е добро. И да ја спомнам уште оваа, еден од поголемите проекти си беше еднаш најубавите бајки на сите времења во издание на Арс Либи, дел на Арс Ламина. Тоа се тие бајки кои што сите ги знаеме од детство со нова интерпретација илустраторска, така што препорачувам. Ви благодарам многу за одвоеното време и за овој преубав утренски разговор. Навистина ми беше драго што имавме можност да кажеме нешто повеќе за вашата професија. И мене, благодарам.